Добар ден, криптоентузијасти, во уште едно интересно видео. Денес ќе имаме почеток на алткоин недела. Као што може да видите на постерот, моментално се 4 коини кои што ќе бидат обработени во оваа алткоин недела, почнувајќи денеска со Етена. Тоа е првиот протокол кој што ќе го обработиме, Етена, односно ENA е коинот, за кој што ќе разговараме детално денес. А тоа е нормално во склоп на оваа недела и програмата која што ќе имаме во текот на истата, со тоа што во вторник, односно утре, ќе имаме техничка анализа на пазарите. Сега продолжуваме со вториот коин, тоа е BAT, односно Basic Attention токенот на Brave Browser, Jupiter, JUP токенот на DEX-от на Solana, како и WorldCoin кој што е со многу голем интерес на нашиот канал во сабота. А во петок очекувате макроекономија и крипто, каде што ќе разговараме за моменталната состојба на макроекономијата, пак ќе кажам највеќе нормално на Америка, затоа што истата е најголемиот пазар моментално во однос на оно што ние го работиме. И како што кажам, значи не пропуштете во текот на утрешниот ден, дефинитивно ќе имаме интересна техничка анализа да видиме каде се наоѓаме на пазарите, што се случува моментално и што сето тоа значи за крипто пазарите. Кога станува збор за алткоин недела, оние кои што потенцијално досега го виделе тоа како функционира на нашиот канал, официјално имаме обработено повеќе од 106 коини. Тоа беше значи претходната недела пред да почнеме. Значи 106 коини, овек се 110 практично после последната алткоин недела. Како функционира алткоин неделата? Значи првенствено бараме од ваша страна на ваков тип на пост да ни дадете пример за коини кои што би сакале да ги обработиме, а потоа нормално најдобрите, најинтересните коини кои што ќе ни ги предложите, ги ставаме во блокови за гласање и потоа вие гласате за тоа, кои од овие коини да имаат примат, односно кои да бидат првенствено обработени. Со тоа што сите досегашни коини може да ги најдете на оваа плейлиста на нашиот канал, каде што овие 110 коини досега се обработени на македонски јазик со наша, така речено, домашно развиена анализа, и на тој начин е направена една идеја за сите овие коини, за луѓето кои што сакаат до Македонија да инвестираат, да знаат што повеќе за самиот проект. Со тоа што ова е практично начинот на кој што ги истражуваме овие проекти, ова се наши, така речено, развиени, би рекол, прва групи на прашања, по кои што се обидуваме да дознаеме што повеќе за самиот коин, односно токен, и на тој начин да пренесеме што може повеќе знаење за овој проект до нашата публика. Со тоа што овие 6 групи на прашања не ги одговараме едно по друго, до крајот на видеото сите ќе бидат одговорени, но во однос тоа каков е проектот, нормално зависно и според тоа се движиме низ одговорите на овие прашања. Така да, како што ви ти кажаме, денеска коинот кој што ќе го обработуваме е Етена, односно ENA коинот, со тоа што истиот е токен првенствено, тоа значи дека нема свој блокчейн, туку представува ERC20 токен на Ethereum мрежата. Затоа малку подоцна, што е поентата на самиот Етена, односно тоа е и првото прашање кое што го одговараме во однос на нашите прашања, а тоа е апликација и практична примена на коинот. Зашто истиот се користи, дали има други проекти кои што му се конкуренција и дали има апликација од реалниот свет кои може да го заменат. Првата работа која што треба да знаеме за Етена, односно ENA токенот, е дека истиот припаѓа првенствено на DeFi секторот. Со оглед на фактот дека има солидна количина, би рекол, на капитал, односно market cap, истиот се наоѓа на, сега ќе видиме точно каде беше, на 6-то или 7-то место по market cap кога станува збор за ENA токенот. Не заборавајте, има голема разлика, затоа што во екосистемот на Етена има уште еден токен, а тоа е USDE токенот. Тоа е стейблкоин, кој што во оваа ситуација во однос на втората категорија во која што се вбројува овој проект, а тоа е стейблкоини, USDE се наоѓа на 4-то место со неверојатни 8 милиарди долари market cap. Со тоа што не заборавајте дека пред само некое време, че ова е пред еден месец, USDE имаше неверојатни 14, скоро 15 милиарди market cap. Значи дека во тоа време беше третиот по големина стейблкоин во светот. Тоа значи дека овој проект максимално се занимава со што? Со стейблкоин. Така. Значи ENA токенот представува governance токен на Етена проектот, каде што пак ќе напоменам, иако ENA токенот е главен во однос на governance, најбитниот токен во овој сектор, односно во овој проект е самиот USDE. Зашто се користи стейблкоини, знаете и сами, доколку не погледнете на нашиот канал, во категории на криптопроекти може да најдете целосен
приказ, односно видео за стейблкоини, што се користат, која е нивната поента, како се креираат и така натаму. Значи нема да навлегуваме во овој дел, затоа веќе имаме соодветно видео направено. А денес ќе разговараме повеќе за самиот проект, односно Ethena. Сега, како што веќе кажаме, во однос на делот на токеномија, каде што разговаравме на прашањето, каде што треба да разговараме за прашањето тип на блокчейн, значи во оваа ситуација одговорот е многу едноставен. Односно имаме ERC20 токен кој што нема свој блокчейн и самиот ENA токен заедно со USDE, тоа се двата токени кои што постојат во овој проект, представуваат ERC20 токени на Ethereum мрежата, што значи дека користат Ethereum за се. Они се само токени на оваа мрежа. Значи со ова го одговоривме, да речем, првото прашање, тоест делот од токеномија во однос на блокчейнот. Сега ќе се вратиме во однос на апликацијата, да видиме зошто истиот постои, која е поентата на овој токен и која е поентата на нивната платформа. Ова што гледате моментално е нивната платформа Ethena.fi. Као што веќе кажавме, овој проект е буквално значи DeFi проект. Доста интересен, доста комплициран и е еден од проектите кои што ќе го земеме во прв вид кога ќе заврши овој bull market, за тоа каде да ги ставиме нашите стейблкоини и дека дел од стейблкоините нема да бидат само USDC, USDT, туку ќе биде и USDE. Сега зошто е тоа така? Прво треба да објасниме која е поентата како функционира истиот, односно во делот на апликација, за да разбереме нели како целата оваа шема на ENA и на USDE функционира. Во овој дел на апликација прва работа која што треба да објасниме е дека за разлика од другите стейблкоини, централизирани стейблкоини, ENA не е базирана на кеш. Односно USDT и USDC мора да има покритие од кеш и еквиваленти на кеш. Во оваа ситуација се однесува на краткорочни обврзници до 3 месеци. За разлика од овие централизирани менувачници, централизирани стейблкоини, USDE има бекинг од криптовалути. Претежно Ethereum, многу голема количина и биткоин и останати криптовалути за кои што ќе работиме малку, ќе разговараме малку подоцна. Идејата е дека USDE, колатералот за неговата количина, го има во криптовалути. Сега овдека нормално се поставува прашањето со оглед на фактот дека кешот, како и стейблкоините, треба да бидат стабилни, како можеме да имаме колатерал на USDE во криптовалути кога истите се екстремно волатилни. Односно овдека се користи така наречена стратегија на делта хеджинг, каде што се обидуваат да едноставно промената на цената на овие криптовалути не делува врз стабилноста на USDE и потенцијален негов дипек. Сега за тоа ќе поразговараме малку подоцна, иако овој дел мене не ми е целосно јасен, морам да признаам, но според оно што гледаме сега, за сега USDE функционира перфектно. Сега, ова е да видиме како изгледаат моментално коините кои што се во бекинг, односно во позадина на USDE. Можеме да видиме дека 26% вкупниот колатерал официјално до 10 ноември 10 часот наутро, 26% вкупната количина на колатерал позади 8 милиарди долари маркет кап на USDE е во биткоин. Со тоа што имаме 1,3 милиарди на Binance, 335 милиони на Bybit и така натаму и така натаму. Втората најголема количина е Ethereum и Ethereum Liquid Staking, односно тоа се Ethereum еквивалент во Liquid Staking форма, 610 милиони на Binance, 277 милиони на Bybit и така натаму. Мала количина на Sol, Liquid Stable коини, каде што може да депонирате USDC, USDT, за да добиете и USD, и останати валути, некоја мала количина на XRP, као што можеме овдека Hyperliquid и така натаму, во износ од 17,6 милиони. Као што веќе кажавме, двете главни валути во кои што моментално се држи колатерал се биткоин и Ethereum, кои што се и најголеми по маркет кап, а и нормално најстабилни во однос на промени на цената, што е логично. Со тоа што можеме да видиме дека имаат најотворен тип на ова се посебен тип на reviews кои што се прават. Можеме да видиме дека моментално имаме 1, 2, 3, 4, 5, ако го исклучиме Ethena Labs, тогаш имаме 4 макро oracles кои што постојано прават практично reviews во живо, како што можеме да видиме, постојано. Значи, буквално 7 ноември е последниот апдейт од сите нив,
а поголем дел од нив даваат и апдейт во живо. Тоа ќе го покажеме со еден од овие примери на Chaos Labs, каде што можеме да видиме дека, погледнете, значи во живо преку Merkle 3, како што знаете и сами, имаме Proof of Reserve и во живо можеме да видиме дека постојано има така речено се што вела дека има на својот протокол кога станува збор за бекинг. Значи, ова е, пак ќе напоменам, еден од најотворените протоколи кога станува збор за транспарентност, да видите што поседуваат, како поседуваат, каде го поседуваат. Сега кога зборуваме, значи ова е во однос на како изгледа колатерал, како што кажавме, за разлика од другите каде што има кеш, овде ќе има криптовалути. Оно што го кажавме е дека моментално интересниот дел е дека USDE самиот по себе и бекингот во така речено криптовалути е доста волатилен. Односно преку ова така наречено Delta Neutral Positioning Hedging стратегија, преку дериватив позиционирање. Значи, они буквално прават шортови и лонгови со цел да ја надокнадат разликата во цената на криптовалутата во однос на колатералот кој што треба да го имаат во противвредност на долари за оној USDE кој што е изминтан. Така да они моментално, како што веќе кажеме, користат посебен тип на стратегија, така наречена Delta Hedging. Идејата на Delta Hedging е дека иако имате одредено волатилно средство како криптовалута, акција и така натаму, значи вие купувате и продавате со деривативи количина на оваа акција, односно криптовалута, со цел да ја израмните количината на низината вредност во долари во однос на она што се обидувате да го задржите на таа цена, да нема дипек, така. Сега пак ќе напоменам, иако мене ова детално не ми е јасно, значи не можам да кажам дека ми е целосно јасно, принципот го разбирам. Односно идејата е дека со цел да изминтате одредена количина на USD, вие треба да депонирате криптовалута како што е Ethereum, staked верзија на Ethereum, stablecoin како USDC, USDT, Bitcoin и така натаму, а во противвредност за ова практично вие добивате USDE. Сега како добивате? Откако оваа количина на криптовалути ќе биде примена од страна на самиот Ethera протокол. Истата го депонира преку Zero Knowledge Proofs на нејзините custody провайдери каде што има собствен акаунт. Тоа е Fireblocks, Copper.co, Cefu и Fidelity. Fidelity како трета најголема Assets Under Management корпорација во светот. Значи дека на вистина има сериозни играчи позади нивните резерви. Третиот чекор е практично да се стават, пак ќе напоменам, овие криптовалути кои што се дадени како колатерал во соодветен сооднос преку Delta Hedging за нивната вредност да не биде изгубена, за да не се намали вредноста на колатерал во однос на изминтани USDE. Со тоа што пак ќе напоменам, како се прави тој дел, искрено не можам да ви кажам точно, но идејата е дека се прави арбитража. Идејата на арбитража вие веќе објаснета, имаме соодветно видео направено во нашиот напреден курс за техничка и фундаментална анализа, каде што арбитражата представува начин со кој што големите играчи делуваат на пазарите да ја израмнат цената на сите, да речем, субјекти кои што моментално ја имаат оваа цена, како на пример на сите криптоменувачници. Пак ќе кажам, погледнете го видеото за арбитража на нашиот канал. И на тој начин практично ние имаме ситуација во која што USD е постојано значи во сооднос со доларот, а колатералот кој што стои во позадина практично е запазен да има исто толку голема вредност, со тоа што истиот нуди и неверојатно, верувале или не, голем yield. Значи не само што вие добивате stablecoin, вие добивате и yield, односно добивате награда за држење и стейкинг на истиот овој stablecoin. Значи, како што кажавме, моментално Delta Hedging е заштитата која што користат со цел да се заштити вредноста на колатералот во однос на изминтаните USD. И во исто време, не заборавајте, значи ова е најдобриот дел кој што доаѓа заедно со овој протокол, а тоа е неговата награда која што представува иако е стандардно за голем дел од криптовалутите да ви даваат награда, овдека станува збор за награда од повеќе различни извори. Но пред да дојдеме до тој дел, значи се вратиме на првото прашање кое што го одговоривме и нормално да го потврдиме ова. Како што веќе кажеме, апликацијата и практична примена на USDE е stablecoin. Дали има, пак ќе кажам, други проекти кои што му се конкуренција, повеќе од јасно, како што веќе видовме, на првото и второто место се USDT и USDC.
Но во исто време неговата уникатност е токму овој yield кој што нема да го добиете од овие прв и втор поголемина стейблкоин. А тоа е комбинација од различни механизми кои што носат дополнителен yield, односно награда во така речено камата, би рекол, за тоа што вие сте ги ставиле по стейк или сте ги држале овие коини. И дополнително на тој начин се разграничува или се би рекол ги надминува по вредност овие први два стейблкоини. А дали постои апликација од реалниот свет кој што може да го заменат? Повеќе од јасно дека не, затоа што кога станува збор за дигитална верзија на кеш, односно токенизиран кеш во стейблкоини, тоа може да биде направено само преку блокчейн, како што можеме да видиме оваа ситуација, така да од реалниот свет не постојат коини кои што може да го заменат. Кога станува збор за ENA, кој што е токенот кој што го анализираме денес, значи истиот е governance токен. Иако е DeFi, истиот е governance токен на Ethena екосистемот. Дали постојат други кои што му се конкуренција? Не, затоа што ова е токен кој што е засегнат за самиот екосистем на Ethena, вклучувајќи го USDE стейблкоинот и сите оние апликации кои што ги има поврзани со USDE стейблкоинот. Дали има апликации од реалниот свет? Нормално дека не, кога станува збор за DeFi, не постојат апликации од реалниот свет. DeFi е возможен само на блокчейн технологијата. Сега, ENA, како што веќе кажав, во оваа ситуација е дел награда за користење и стейкање на USDE, а дополнително понатаму верувам дека ќе биде користен како governance, затоа што според оно што досега видов, се уште не е. Сега доаѓаме до делот каде што добивате соодветна награда. Ова е поврзано повеќе со токеномијата. Сега ќе објасниме и зошто. Значи, кога стигнаме до делот дека добивате одредена награда за тоа што поседувате USDE, истата најчесто ја добивате кога овој USDE во стейк, односно кога ќе го ставите по стейк и ќе го дадете назад на протоколот, истиот да биде практично работен, се разбираме. Сега, во однос на стейк, што добивате? Добивате staking rewards за етериумот кој што е депониран како колатерал за овој USDE, и сега не зборам за вашиот, туку за целиот етериум кој што е депониран, дали е во етериум форма или е во liquid staking форма, секој од овие практично колатерал етериум е ставен по стейк и добивате награда. Оваа награда е негде околу 3 до 4% на годишно ниво. Дополнително, со овој делта хеджинг преку, како што веќе спомнавме, самата стратегија која што се користи за порамнување на цените на сите различни менувачници, преку арбитража вие добивате дополнителна количина на капитал, која што исто така е дадена како yield, односно награда за држачите на USDE и оние кои што ќе остават истиот под стейк. И дури уште една има, а сега ќе разговараме за истата, тоа е од Liquid Stables, верувале или не, значи и од Liquid Stables се добива дополнително околу 4% награда. И сега, ова е на нивниот white paper на самата Ethena, можеме да погледнеме како прилика изгледаат наградите за така речено држење и стейкање на USDE. Тоа е SUSDE. Значи ова се исклучува награди кога го ставате под стейк USDE. Гледаме овде 18%, иако не е толку, тоа било претходно, претпоставам кога го правеле, но пак ќе напоменам. Од каде доаѓа овој така речено оваа така речено награда? Погледнете. Значи имаме 3% стейкинг на се што е Ethereum или Wrapped, односно liquid staking форма на Ethereum, која што се додава како награда и се дели на сите оние кои што имаат стейк USDE. Деривативи, како што веќе кажавме, во оваа ситуација станува збор за арбитража, 15% е многу, но како и да е, значи арбитражата во поравнување на цените на овој колатерал, кој што е даден во криптовалути на сите различни менувачници, се користи како награда за сите оние кои што имаат стейк USDE. И Liquid Stables, значи ова се ликвидни форми на стейблкоини кои што се даваат на различни протоколи, како ликвидност за практично да се користат на DeFi секторот, кој што исто така добива награда од околу 4%. Иако е 18, еве како изгледа реална, значи ова е директно на нивниот Ethena протокол, во живо можеме да видиме како изгледа наградата. Да, бил некогаш 18, погледнете последен пат бил негде околу 18%, тоа било негде во декември 2024 година, од тогаш гледаме дека е околу 10, од 5 до 10% се движи наградата за APY, значи на годишно ниво, за тоа што држите staked USDE. Значи можеме да видиме дека сега моментално е 4,6%, но 4,6% е солидна награда од сите овие работи кои што ги видовме дека моментално се користат како дополнителни механизми за да добиете награда. Така да пак ќе напоменам, главниот токен, иако ENA го анализираме, во оваа ситуација е USDE.
А ена, како што кажаме, се користи за governance. Сега, еве го тој дел што го спомнавме, значи овдека е самиот механизам детално објаснет, се тоа може да го најдете во дескрипција, значи и овој првиот, да речам, reward mechanism explained, како и вториот, само да видам каде беше делот каде што се објаснуваше, и ова. Значи, овие два документи ќе бидат ставени во дескрипција со линк, за да може да ги погледнете и да може да ги разгледате самите. И како што веќе кажавме, значи, еве како изгледа платформата, каде што може да направите стейк на SUSDE. Значи, вие правите USDE стейк, добивате SUSDE, кој што практично ви носи награди во долг рок. Сега, првично гледаме дека наградите се, како што гледаме, SUSDE. Така, значи добивате награда која што од овие стейкинг на Ethereum и liquid stablecoin и така натаму арбитража, ја добивате назад во форма на SUSDE, кој што било кое време може да направите unstake. Но во исто време добивате и награда во ENA. И сега се враќаме на ENA токен. Значи, на 7 ноември беше најавена четвртата сезона на ETHENA, односно ENA токени, кои што се даваат на сите они кои што ги ставаат своите SUSDE, тоест USDE во стейк токени. Значи, вие на тој начин давате ликвидност на ETHENA екосистемот, а добивате за награда и SUSDE од механизмите кои што ги спомнавме, и ENA е сега во оваа ситуација, ENA ова е ограничено, значи 3,5% вкупната количина на ENA кои што се заклучени моментално, се даваат како награда на сите оние кои што имаат SUSDE. И овдека баш поварав и од АИ тоа да ни го потврди, значи 3,5% награда на сите оние кои што имаат SUSDE. Односно, овдека пишува дека и за USDE добивате награда, но тоа никаде не успеав да го најдам. Оно што со сигурност можам да го потврдам е дека за оние кои што ги имаат ставено под стейкинг USDE токенот, дефинитивно добивате награда и во ENA токен. Сега, за тоа малку подоцна ќе разговараме во однос на нивната токеномија, затоа што ова е малку проблематичен дел. Многу од луѓето се плашат околу овој дел, затоа што има големи количини на ENA unlocks во следниот период. Но во исто време не можев да најдам каде се користат ENA токените, зошто ова е официјалниот ENA, тоест ETHENA форум, што би требало да биде DAO, но јас нигде не видов гласање. Значи и на General и на сите категории, било каде од овие каде што проверив, јас никаде не успеав да најдам гласање. Значи ние овде ќе имаме replies, имаме активност, имаме views, но нема нигде гласање. Као што може да видите, секој од овие предлози нема гласање. А тоа е поентата на ENA, да биде начинот на кој што самата заедница ќе може да гласа за тоа каде понатаму ќе се движи овој протокол. Што значи дека ENA токен моментално, како што можеме да видиме, е исклучиво награда за стейкинг на USDE. Реално, јас не успеав да најдам никаде конкретна примена на самиот ENA токен, барем до овој момент, кога, пак ќе напоменам, истиот е буквално governance токен. А гледаме дека governance сега за сега не се прави преку гласање, туку се прави претпоставувам преку внатрешни органи, како риск комити и ENA governance, и овде како отворите, нема апсолутно ништо. Значи ENA governance е токенот, тоа е тоа. More details to follow. Значи, буквално не гледам нигде каде се користи токенов. Тоа е една работа која што не ми е јасна. И сега ние купуваме ENA токен за да добиеме governance, а нема каде да гласаме. Така. Во исто време ENA токенот беше излистан пред само некое време на Robinhood. Зборуваме пред само неколку дена, 6 ноември, значи ова е буквално пред само неколку дена на тоа е втората поголемина централизирана менувачница во Америка за крипто. Во исто време, како што кажаме, еден од проблемите кои што исто така спаѓа под токеномија, кој што моментално ја разговараме, е unlocks на токените кои што се очекува да биде во следниот период. Зошто го зборуваме ова? Значи, ова е делот со unlocks, каде што го проверуваме како и секогаш на tokenomics.ai, каде што може да видиме дека моментално од ENA токените само 47% се отклучени. Овие се 13 кои што се уште не се знае кога ќе бидат отклучени, а за 40% од овие токени веќе имаме распоред. Погледнете. Значи, делот кој што вие го гледате е овој, investors, односно на инвеститорите кои што имаат SUSD. Им се отклучува, како што може да видите, негде околу, сега ова нормално циркулира, со односно тоа каква е цената на ENA токенот. Погледнете. Значи, од претходниот unlock 1 милиарда и 484 милиони токени ENA биде далени на така речено инвеститорите, следниот е 1 милиарда и 562.
Значи, ние имаме негде околу 80 милиони токени само на инвеститорите, дадени во еден unlock. Разликата е од октомври до ноември 2025 година. И гледаме дека оваа количина во милиони, сега затоа велам, гледате, не може да го сметате во милиони, зошто? Затоа што како паднала количината на токенот во цена, така и овие вредности во долари се малку нелогични. Така, имате скок од 80 милиони токени, а пад на вредноста на овие токени од околу неверојатни 40 милиони долари, така. И затоа велам, значи ние имаме ситуација во која што погледнете, до 2028 година март ќе имаме огромни количини на unlocks за овие практично токени. Така да ова е малку страшно, што значи дека вие имате секој месец дамп на нови токени кои што гледаме дека доаѓаат во рацете на фондацијата, на core контрибуторите кои што во било кое време претпоставам може да поминат, затоа што ова е поентата на локинг механизамот, значи им ги отклучуваат полека токените, а core контрибуторите, тоа се оние angel investors, можат да прават така речено продажба на овие токени и нормално дека се инвеститорите, како што кажеме, тоа се оние кои што имаат SUSD. И овде ќе имаме дополнително за екосистемот, но како и да е, имаме голема количина на токени кои што наскоро треба да бидат отклучени и ова може да биде направено како дамп на пазарот. Потврда дека тоа е така, добиваме и од CoinMarketCap, каде што гледаме дека опрлика слична ситуација, каде што само тие 15% не се спомнати, но така опрлика изгледа дека нели половина од токените дефинитивно треба да бидат отклучени и еве го тој дел што е највеќе страшен. Private Sale Investors имаат 25% кои што моментално гледаме, на едната страна се наречени Private Sale Investors, на другата страна се наречени Core Contributors, нема голема разлика, идејата е дека ова е 25% од токените кои што сега ги добиваат додека се движиме по овој vesting schedule. А тоа нормално дека дефинитивно ќе делува врз така речено продажбата на овои токени и намалувањето на нејзината цена. Тоа е малку проблематично и овдека видовме дека Jupiter само што направи партнерство со Ethena на октомври 9 за да лансираат свој UPUSD stablecoin. Се уште нема нови вести, значи идејата е дека ќе го користат Ethena како протокол за да биде изминтан овој UPUSD на Solana. Тоа е малку чудно, затоа што матично Ethena функционира на Ethereum екосистемот. Гледаме дека се користи Solana како колатерал, но јас до сега реално не најдов нигде посебно да речем вест која што кажува дека на пример USD се користи и на Solana. Може, не велам не, но како вест не успеав да го најдам. Така да ова е нешто интересно околу нели вестите. Сега, вестите се дел од фундаменталната анализа. Ова што го поминав, беа сите вести кои што успеав до сега да ги најдам во последните, да речем, 5-10 минути, кога станува збор за фундаментална анализа, односно вести за проектот во последниот период. Тоа се вестите кои што успеавме да ги најдеме. Партнерства, единственото партнерство кое што успеавме да го видиме е листањето на Robinhood и би рекол партнерство со Jupiter, тоа е едно од најголемите дексови, дефинитивно едно од најголемите на Solana, кои што моментално буквално нели се во партнерство со цел да направат одредена цел да изминтаат UPUSD. Менувачици на кои што е достапен, тоа го наоѓаме на CoinGecko. Овдека можеме да видиме за ENA токенот, кога станува збор за менувачици, само секунда да најдеме каде е табот. Тоест не, овдека е Binance, Bybit, Maxi, KuCoin, гледаме дека најголемите менувачици дефинитивно го имаат. Kraken, значи Coinbase, апсолутно најголемите го имаат. Истата ситуација дефинитивно ќе ја најдеме и со USDE. Значи, пак ќе кажам, ова е четвртиот, претходно трет поголемина стейблкоин. Верувам дека истиот нема да има проблем, буквално ќе го најдеме сегде. Значи, сега за почеток не успеав да ги најдам Binance и Coinbase, кои што се најголемите две, но гледам дека на останатите дефинитивно го има и сега верувам ако продолжиме понатаму, еве, на DeFi го има, како што можеме да видиме во оваа ситуација на DEX-ови го има, но стварно не успеав да го најдам на Binance и на Coinbase, не знам зошто. На други кои што гледаме го има, да, го нема. Како и да е. На Bybit го има, на Maxi, повторно, тоа се доста големи менувачници, но како и да е, значи, пак ќе кажам, ова не е за ебанција, зборуваме за четвртиот поголемина стейблкоин во светот. Тоа е дел со фундаментална анализа, мислам дека имаше уште едно, да. Дали е поврзан со кривични судски случаи? Не. Значи немаме никаква поврзаност ниту за ENA, ниту за USDE со судски или кривични би рекол случаи. Овдека би скокнал на техничка анализа, видиме каде се наоѓа самиот коин. Она што може да го забележиме затоа што нема поента да правиме техничка анализа на месечно ниво,
станува збор за доста мала количина на информации. Значи, погледнете, индикаторите буквално само што се појавиле, затоа што овој коин е стар само 1 година. Значи, историски истиот почнува, можеме да видиме според самиот чарт, е негде околу април 2024 година. Значи, година и половина постои на пазарот. Со тоа што гледаме дека целото негово постоење се наоѓа во осцилаторна фаза на овој макроканал, каде што гледаме дека секогаш кога имаме стеснување на Болинџер бендот, имаме скок. Тоа сме го имале 2 пати до сега, што кореспондира на претходните, би рекол, добри периоди во алткоин сезоните, како октомври до март 2024 година, и ова беше последниот, би рекол, скок за него, иако остатокот од пазарот него направи истото. Сега гледаме дека повторно се стеснува полека самиот Болинџер бенд. Очекуваме дека тоа ќе предизвика потенцијален скок, но сега за сега, како и останатите коини и самиот ENA коин стагнира на пазарот, посебно поради овие стравови од потенцијален дамп на коините кои што постојано излегуваат во vesting schedule. Со тоа што гледаме дека ENA веќе го изгубила, ја изгубила поддршката од, да речем, средните вредности на Market Cypher и од ова е Bull Market Support бендот, и гледаме дека моментално се наоѓа под истата. Но во исто време што можеме да забележиме од самите индикатори, дека вредноста на сток RSI на ENA е на апсолутна нула. Нешто слично на последниот пат кога тоа се случило е овде, а тоа е практично март 2025 година, стравот од тарифите, и гледаме дека тоа било практично макро дното кое што предизвикало голем скок на цената на ENA. Затоа велам дека моментално тоа што гледаме и во однос на RSI и во однос на сток RSI е идентична состојба. Дури и длабочината на MACD надолу гледаме дека е иста како во тој период. Што значи дека историски овде било претходниот период кога направил дно овој коин, тој односно токен, и почнала да се движи нагоре. Верувам дека ако добиеме позитивен пресврт, би рекол, на оваа ситуација на самата криптосфера, на алткоините, верувам дека нормално како и сите, така и ENA ќе го следи овој терк. Со тоа што, пак ќе напоменам, јас реално директна поврзаност помеѓу USDE и ENA токенот не најдов. Затоа и оно што исто така можеме да го забележиме е дека и нивниот market cap е доста различен. Значи имаме околу 2,5 милиарди долари market cap на ENA, а имаме околу 8,3 милиарди долари market cap на USDE, кој што скокна и до неверојатни 15 милиарди пред само неколку месеци. Слично на тоа гледаме дека и ENA токенот го следал овој раст, нормално, затоа што се из проект, но пак ќе кажам, освен тоа дека е награда од USDE за SUSD staking и тоа што се понатаму ќе биде наменет како, би рекол, токен за стейкинг, јас не гледам друга реална поврзаност, барем не сега за сега. Го поминавме и делот со, како што кажавме, unlocking, да, во однос на market cap истиот станува збор за среден по големина, значи од 1 до така речено 10 милиарди го сметаме за среден по големина коин, што пак му дава соодветен простор за раст. Не заборавајте, ово му е прв bull market, историски нема претходни, да речем, луѓе кои што го купили и чекаат да го продаат за тоа што претходниот bull market завршил. Тоа е една позитивна работа за овој токен, како и многу од другите кои што ги имаме во портфолиото, и очекуваме дека тоа и понатаму ќе продолжи позитивно за истиот. Дополнително можеме да видиме дека практично целиот market cap на ETH е, кога станува збор за DeFi, е буквално од стейблкоините. Значи, ENA самиот по себе и неговиот market cap е засебен, затоа што е governance токен, додека на целиот ETH, како што можеме да видиме, стейблкоините се тие кои што му даваат DeFi застапеност, значи тоа е дел од токеномија, кој што постојано го проверуваме за секој од овие блокчейни. Како што веќе кажеме, 8,64, 8,3 буквално тоа е маркет капот на стейблкоинот кој што се смета за DeFi на овој сектор според DeFi Lama нормално. И ево, значи исто тоа е стейблкоинот, со тоа што пак 8 милиарди е солидна сума, која ќе го земеме како коин, истиот се наоѓа, верувале или не, во однос на како сега не е свој блокчейн, да бидеме реални, тоа е дел од Ethereum, но ако ENA имаше свој блокчейн, ќе беше на неверојатно, верувале или не, трето место. Така, значи веднаш под Solana над Binance Chain, така, BSC. Затоа што ENA е моментално дел од Ethereum и целиот, да речем,
TVL, Total Value Locked, е на Ethereum, со оглед на фактот дека изминта како ERC-20 токени, истиот е дел од Ethereum TVL. Но сакам да кажем дека само за себе како протокол, истиот има, верувале или не, на трето место количина на DeFi TVL. Кога станува збор за Real World Asset токенизација, како што кажавме, Ethena самиот протокол по себе, главната негова цел е уствари issuing на USDE, minting на USDE. И овдека гледаме дека буквално како се движи stablecoin market capот на USDE, така се движи и неговата застапеност во Real World Asset токенизација чартот. Со тоа што една интересна работа која што можеме да забележиме е дека најголем дел од овој USDE е на Ethereum, тоа што го спомнав, само мала количина, значи не видов нигде соодветно партнерство или такво нешто, но гледаме дека на вистина постои мала количина на USDE која што се наоѓа на Solana во изnos од $2 милиони. Но тоа е само 0,02% од купната количина на маркет капот на USDE. Така да нема некоја голема важност. Кога станува збор за Ethena како протокол, можеме да видиме дека истите имаат и Robinhood, верувале или не, акции. Значи ова е нешто интересно што го најдов. Coinbase акции имаат, не знам кој се вие B2C2 Group, но знаете дека секогаш проверуваме на Arkham Intelligence што има самата организација во оваа ситуација Ethena. Значи гледаме дека нема нешто многу надолу. Еве, Bybit исто така имаат. Ама чекај малку, зошто не ми го дава како? Баш ме интересира по големина да ми ги даде. Добро, сега ќе видиме. И добро, по големина е обратно. Погледнете го. Значи Ethena, тоа што имаат самите по себе, значи собствен трежери од 1,6 милиарди, има $321 милион вредност акции на Bybit, $307 милиони на Binance, Upbit, Bithumb, Kraken, верувам дека ова се акции, не гледам што друго би било, со оглед на фактот дека ако е нешто конкретно како криптовалута или stablecoin, ќе биде овдека тоа, stablecoin. Добро, интересно, значи дечките очигледно соработуваат со менувачици, нема промаши. Дополнително што може да забележиме е дека за тоа што станува збор за нормално проект, значи ова не е свој блокчейн, така да очигледно не можеме да најдеме и соодветни информации кога станува збор за негов развој на GitHub и скрипти, очигледно. Истото не го најдовме никога станува збор за колку девелопери има, што е очекувано со оглед на фактот дека е ERC-20 токен. И за жал не успеавме да најдеме и кога станува збор за негова децентрализација. Тоа е едно прашање кој што ги одговараме секогаш на крај. Односно не успеавме да најдеме колку од најголемите 100 новчаници има во однос на овие коини, тоест токени, да видиме колку е централизиран. За жал, не знам зошто, овој CoinCarp престана да работи, беше многу добар извор, но успеавме утешно да најдеме некои интересни информации на CoinMarketCap, каде што можеме да видиме дека околу 58% купната количина на ENA токени се во рацете на топ 10 холдери, што е многу страшно. Зошто го зборувам ова? Погледнете, значи овој холдер, односно овој човек или ентитет или што и да има 11,46% купната количина на токени во циркулација, 8,6, 8,2, 6,6 и ова е само до 10-то место. Така да реално ова е доста проблематично, ако мене прашувате. Тоа е тоа што мене ми кажува дека овој проект е доста централизиран кога станува збор за ENA токените, кои што, како што можеме да видиме, ги држат, топ 10 држат 58% вкупната количина на токени. Ова е големо црвено светло, ако мене прашувате. Да погледнеме дали сме одговориле следничи апликација, мислам дека објасниме, пак ќе напоменам ENA токенот, јас за сега не гледам причина зашто би го имал. Ако некој од вас има повеќе информации кои што можеби сме пропуштиле, ќе ве замолам да ги оставите во дескрипција на самото видео за да ги најдеме нормално, и ние и нашите гледачи. Во однос на зрелост, значи активен roadmap се уште не можеме да зборуваме, тоа е најчесто прашање кој што го одговараме во второстепените видеа за овие коини, а тоа ќе биде нормално во следниот bull market, каде што ќе почнеме повторно од првиот да ги обработуваме со второ видео, да видиме до каде се, како напреднале, каде одат понатаму, значи кој е нивниот roadmap. Техничка анализа разговаравме, моментално се наоѓаат доста долу како и сите останати алткоини. Фундаментална анализа, вести поминавме, партнерства, менувачници, поврзано со кривични судски случаи, исто така. Тип на блокчейн објаснивме, залиха, колку од залихата е на пазарот, сето тоа во vesting schedule. Активни девелопери за жал нема.
затоа што е нормален протокол и децентрализација во однос на неговите проверка на најголеми новчаници разговара. Иако е на токенот, мене кој прашувате не е нешто посебно што би го купил, барем не во овој момент, кога ќе видиме use case од истиот, можеби ќе размислиме за тоа, но USD дефинитивно е еден од стейблкоините кој што ќе биде земен во предвид кога станува збор за следниот bear market, кога конечно ќе дојдеме до тој дел. Во меѓувреме, ако не сте станете дел од нашата Patreon заедница, како што кажавме, значи ова е место каде што за мала чланарина, да можеме и понатаму да продолжиме да го работиме оно што го работиме со многу подобар квалитет, да ги платиме луѓето кои што работат за нас, да направиме уште подобра содржина, уште подобра техничка припрема, значи добивате привилегии да бидете дел од нашата Patreon заедница, значи иако нашата целосна материја е бесплатна на сите социјални мрежи и канали, во исто време добивате пристап до сите наши канали, каде што голем дел од, како што може видите, нашите членови многу помагаат во однос на едукација и информираност. Имате директни пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно. Во исто време имате лайвстрим кој што го организираме само за нашата Patreon заедница еднаш месечно, а потоа исто го објавуваме на YouTube. И пак ќе напоменам сите овие офлайн содржини како ова видео, прво ги доставуваме до нашите членови, а потоа ги објавуваме јавно за остатокот од заедницата. И во исто време, доколку имате проблем со вашите уплати, затоа што гледаме дека има моментално проблем од страна на банките во Македонија, може да уплатите на годишно ниво. Значи, ова е нашата Black Friday, би рекол, понуда до крајот на годината, како што спомнав уште пред месец дена, посебно за оние кои што имаат, значи имаат доста членови кои што треба да ги обноват своите годишни членства доколку сакаат нормално. Значи, за да не го прават тоа преку Patreon, каде што максимум апликацијата да ни дозволува да дадеме 20% попуст, тоа може да го направат директно преку уплата на било која криптовалута што им одговара, само пишете ни на cryptogimedia@gmail.com и ќе ви пратиме соодветна адреса. Ова се така речено годишните чланарини, како сакате да кажете. Значи, со тоа што пак ќе напоменам, помагате оваа едукација да стигне до што повеќе македонци, да направиме уште повеќе едукација и уште еднаш крајно ви благодарам за вашата помош до сега. Продолжуваме понатаму како и секогаш, а за крај уживајте со една интересна песна која што ја направил еден од нашите, би рекол, обожаватели. Јас бев изненаден навистина. Верувам дека ќе ви се допадне, многу интересен момент. Така да уживајте и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи. Listen up, class is in session tonight. Crypto Gymnasium here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the burst. Blockchain technology, decentralized and true. Not just speculation, knowledge carries you through. Crypto Gymnasium teaching you the way. Buy the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. Crypto Gymnasium setting knowledge free. Crypto Gymnasium teaching you the way. Buy the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. Crypto Gymnasium setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management and tight. Crypto Gymnasium keeps you trading right. From Bitcoin's genesis to altcoin seas, proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high, smart